Господине Трајчевски, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Пред да продолжиме кон оно што сите ни интересира како ќе изгледа тоа изборната кампања, прво да ве прашам, имавте една ситуација со Министерството за администрација и информатичко општество околу буџетот, околу парите кои што ви ги должи, а не ви ги исплаќа. Се решили тоа? Како изгледа сега проблемот? Во моментот агенцијата има поднесено тужба против Министерството. По поднесувањето на тужбата, Министерството изврши неколку уплати дополнителни на средствата кои што ни ги должи. Во моментов имаме скоро 50% од средствата се вратени. Се надеваме и ќе видиме во наредниот период, ако продолжи со оваа динамика, во наредните неколку месеци ќе биде исплатена и остатокот од тие 50% кои што ни ги должеше Министерството ќе биде надминат проблемот. Се надеваме дека активностите на Министерството се движат во таа насока и дека во иднина нема да се случуваат вакви работи, да покрај законско решение каде што е точно утврдена сумата на пари кои што ги добива агенцијата, да се доведуваме во ситуација некој државен орган да одлучува по сопствено убедување и да не ги исплаќа потребните средства. Да, тоа ми беше и прашањето, затоа што вие сте на некој начин регулатор, независно тело. Колку е ова и практично слика за односот на државата кон ваквите тела? Колку вие треба да бидете ослободени од ваков тип на стресови и притисоци за да можете да си вршите работата непречено? Ова е непоимливо за едно демократско општество, бидејќи измените на законот што се случија летото, на законот за аудиовизуелни медиумски услуги, беше токму во таа насока на барање на Европската комисија да се обезбеди финансиска независност не само на регулаторот, туку и на јавниот сервис. И затоа беше тргната одредбата во законот со која што министерот за информатичко општество имаше дискреционо право да не ги префрла средствата доколку смета дека нема доволно средства во сопствениот буџет. Што остава простор и за притисоци, и па последните, за игра од кога е донесен овој закон од 2017 година, кога се укина радиодифузната такса, и таа сума на пари што ја добиваше агенцијата од радиодифузна такса се исплаќа сега од буџетот, ние имавме континуирано непочитување на законот со оправдување дека во буџетот нема доволно средства и секогаш се исплаќа многу помалце средства. Кога зборувам многу помалце, не зборувам за 5 или 10%. Последната година, 2023, до измените на законот, ние добивавме само 41% од законски предвидените средства. Значи, повеќе од половина ни беа кратени, не само на нас, туку и на јавниот сервис. За да се избегне таквата ситуација на барање на Европската комисија и заради усогласување на нашето законодавство со ревидираната директива за аудиовизуелни медиумски услуги, во јули минатата година беше извршена измена на законот и токму во овој дел на финансирање на јавниот сервис и на агенцијата беше утврдено дека не може да постои дискреционно право на министерот, дека сумата која што ќе ја добиваат овие две институции е точно утврдена во закон. Но за жал и по измената на законот, Министерството продолжи да се со старата пракса да префрла средства колку што сака. Моравте да тужите. И имавме долга комуникација со министерот почнувајќи од октомври месец и откако видовме дека во јануари таа комуникација не може да даде никаков резултат, поднесовме тужба до надлежниот граѓански суд за да се ги побараме средствата кои што согласно законот не ги должеше Министерството. Жал ни е што моравме да примениме ваква метода, но мислам дека без поднесување на тужба ни оддалеку немаше да има желба за решавање на овој спор, бидејќи веднаш по поднесувањето на тужбата Министерството почна да ги враќа парите. Претходно имавме образложение во писмена форма дека немаат пари во буџетот, сега одеднаш имаат. Така да очигледно е дека тужбата знае да мотивира. Да се така најдат пари. Значи пари имало, туку било одлука на министерот да не ги исплаќа средствата и кон нас и кон јавниот сервис. Каква е сликата на македонските медиуми денес? Значи имаме и од релевантни познавачи веќе анализи дека јавниот сервис навистина се реформира, ја збогатува својата програма, но вие сте надлежни за целокупната медиумска слика. Како би ја оценила? Сликата за медиумите последните години се подобрува.
ослободени се медиумите, не дека нема, но немат сериозни притисоци врз нивната уредувачка политика. Се уште е проблем бројот на медиумите. Бројот на медиуми е доста голем со оглед на маркетиншкиот колач со кој што може да располагаат комерцијалните медиуми. Бројот на медиуми секоја година се намалува, но се уште е далеку од онаа оптимална бројка која што ќе може да обстојува на пазарот без при тоа да бидат предмет на политички или економски влијанија од одредени политички или економски центри на моќ. Јавниот сервис има подобрување сериозни и во понудата на програмите и во функционирањето на самиот сервис, но се уште, тоа што го кажавме со префрлувањето на средствата и на агенцијата и на јавниот сервис, финансиската состојба е сериозно лоша. Јавните сервиси во околината, во околните земји се драматично, многукратно поголеми и затоа и гледаноста и довербата во тие јавни сервиси е доста поголема и понудата што имаат. Дали зборуваме за српскиот, хрватскиот јавен сервис, бугарскиот, имаат многу поголеми приходи кои се движат над 100 или 200 милиони евра, за разлика од нив нашиот јавен сервис мора да функционира со суми помеѓу 15 и 20 милиони евра, што е значи неспоредливо и дури се поставува прашање како воопшто и функционира јавниот сервис со толку малку финансиски средства и наспроти тоа и тие пари кои што треба да ги добие јавниот сервис исто така му ги крати Министерството за информатичко општество. Според наши информации и јавниот сервис најави тужба кон Министерството за да може да си ги наплати побарувањата кои што ги има, а кои што финансиски средства го следат согласно Законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Го споминавте бројот на медиуми кој што навистина, ако се спореди со бројот на жители на Република Северна Македонија, навистина е малку нејасно како функционираат сите тие медиуми. Објаснивте и вие како во еден дел дека преку влијанија и преку трговија со влијанија, колку ова, освен што ја загрозува слободата на медиумите, колку ја загрозува и го загрозува и правото на граѓаните да бидат вистински информирани, што е клучно за една демократија. Кога првиот закон за радиодифузна дејност се донесе 1997 година и тогаш дозволите не ги делеше Советот за радиодифузија, туку владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија и тогаш во еден ден беа доделени огромен број на дозволи за радио и телевизиско емитување, преку 170 или преку 180 дозволи и таа политика на создавање на огромен број на медиуми од една страна создава слика дека имаме плурализам во општеството, во медиумската сфера, многу медиуми и граѓаните ќе можат да бидат информирани за состојбите во државата од повеќе извори. Но од друга страна, знаејќи ги условите економски во државата, реално е дека толков број на медиуми не може да обстане и на тој начин се покажа дека тогашната политика на владата, а потоа ја продолжија и другите влади, е да се создаде огромен број на медиуми кои што ќе бидат финансиски нестабилни и зависни, за да може преку економски или политички центри на моќ да бидат контролирани во интерес на овие политички или економски центри на моќ. Со текот на годините голем дел од медиумите престанаа да функционираат, бидејќи не можеа да обстојат на пазарот, така да сега бројката е околу 101 или 102 радиодифузери, од кои што 40 се телевизија, 60 се радија. Целокупниот колач колку изнесува? Сега ја немаме последната анализа од состојбата од 2023 година, бидејќи до крајот на февруари треба да ги достава завршените сметки медиумите, а потоа ги добиваме и ние податоците и правиме анализа. Меѓутоа, ако јавниот сервис располага со помеѓу 15 и 20 милиони евра, некаде околу 20-25 милиони евра остануваат на комерцијалните телевизии, што е многу мала сума, бидејќи во околината само еден национален медиум, да речем во Бугарија, располага со 4 пати поголема сума на годишно ниво, а овдека ние зборуваме за 100 медиуми кои што располагаат со таа сума од 25 милиони евра.
тука се вклучени економски целосно неодржливо. се неодржливо, тука се вклучени и парите што ги добиваат медиумите за време на избори за платено политичко рекламирање. И карактеристично е тоа што во 2022 година немаше изборен процес, односно имаше само некој мал процес во Тетово за избор на членови на Совет. И веднаш приходите на медиумите драматично се намалија за 1/3, што покажува дека многу зависат и од средствата што ги добиваат од државата за време на изборниот циклус. Така да тоа укажува дека медиумите се доста ранливи од аспект на нивната финансиска можност да обстојат на пазарот и треба да се овозможат начини да се со подобрување на стандардите да обстојат на пазарот само оние медиуми што ги исполнуваат тие повисоки критериуми, но и да им се овозможи некаков вид на помош, но не вид на помош кој што ќе создава клиентелизам, туку да се создаде тоа што е и предлогот на агенцијата Фонд за медиуми, кој што ќе финансира квалитетни содржини. Така. Во однос на споменавте изборните циклуси како начин на финансирање на овие медиуми, ние честопати забележуваме токму пред избори или за време пред да почне кампањата се појавуваат нови медиуми. Сега тоа не е многу во ваш домен затоа што најмногу е на интернет просторот, но апсолутно прави дисторзија на целокупниот медиумски пейзаж. Како ви гледате на овие новоникнати медиуми? Тоа во повеќе изборни циклуси се повторува, а причината за таквата појава е тоа што државата ги плаќа рекламите за платено политичко рекламирање на политичките партии и овие ново создадени медиуми се всушност продукт или ги создаваат токму политичките партии. Има работна група во Министерството за правда, во која што работна група учествуваше и агенцијата, која што подготви измени на изборниот законник и тие измени беа прифатени од Министерството за правда и доставени се до собранието за да се избегне ваквиот начин на создавање, односно креирање на медиуми само за изборни цели, односно пред одржување на изборите. Работната група предложи да престане државното финансирање на политичките партии за платено политичко рекламирање. На овој начин ќе се избегне ваквата состојба кога постојано пред почетокот на изборниот циклус се појавуваат медиуми кои што добиваат по 15.000 евра од Државната изборна комисија и по завршување на изборниот циклус тие медиуми едноставно исчезнуваат. Да, ќе бидат ли овие измени префатени? За жал, ние немаме никакви информации што се случува со изборниот законник. Се уште нема никаква дебата во рамките на парламентот. Да, муабетот ми е и нови избори ќе одиме по стариот, веројатно. Нашите информации се дека законот веќе е поделен на пратениците во парламентот. Дали ќе биде закажана седница за закон со таква содржина или ќе има сосема друг закон кој што ќе го предложат политичките партии, не знаеме. Логично би било да се разгледа овој закон, бидејќи во изработката на овие измени на изборниот законник учествуваат најрелевантните институции кои што учествуваат во изборниот процес. Законот е целосно и усогласен со барањата на ОПСЕ за отстранува да се постапи по препораките на ОПСЕ и ОДИХР за забелешките кои што ги имаше за последните неколку изборни циклуси во државата. И логично би било тој закон да се разгледува и да биде уствен во парламентот, но сепак тоа не зависи ниту од агенцијата, ниту од работната група, а ние како државен орган немаме подетални информации во која насока ќе се одвиваат активностите, дали постојат разговори и активности помеѓу политичките партии за да се измени постојниот закон или ќе се прифати она што го предложи работната група. Драго ни е што Министерството за правда го прифати во цело законот и тоа прв пат се случува и го испрати како таков во собраниска процедура. Да, ќе видиме, ќе следиме што ќе се случи. Политичката сцена е прилично напната, зовриена е атмосферата. Се очекува една интензивна кампања, веројатно и прилично црна. Кои се вашите согледувања и кои се вашите препораки и до медиумите и до политичките актери? Првично ние очекуваме дека ќе мора да бидат направени измени на изборниот законник, зборувам во делот на платеното политичко рекламирање, бидејќи по сегашниот закон
реално и невозможно да се спроведат изборите во делот на платеното политичко рекламирање, бидејќи во законот е утврдено дека зборувам под услов да остане како што е досега плаќањето на рекламите од страна на буџетот. Значи, најголемите две политички партии од власта ги добиваат најголемата сума на средствата и двете најголеми политички партии од опозицијата. Са ние знаеме која е најголема политичка партија од опозицијата, тоа е ВМРО-ДПМН, меѓутоа втората по големина партија не ја знаеме. И тоа е клучното прашање кој ќе ги добие тие пари и тоа време за реклами. Така да ќе мора да биде јасно во законот, со сегашниот закон. Немаат опција како коалиција да се не затоа што се случи таа коалиција што беше минатите избори најголема од опозицијата, Алијанса и Алтернатива, веќе да не се заедно, едната беше во власта, па излезе, па сега другата е во власта. Друга политичка партија што беше со најголемата политичка партија од власта СДСМ излезе, па се делот ДУИ се здружува со други политички партии, сега веќе едноставно по сегашниот закон не може да се утврди која политичка партија ја следи по времето, односно финансиските средства како најголема опозицијска партија. Тоа треба да биде утврдено со изборниот законник и се надеваме дека парламентот заседава, како што има најави од председателот на парламентот првите денови на април, оваа ситуација ќе биде расчистена и ќе им овозможи на медиумите да знаат како да се однесуваат, бидејќи ние како агенција медиумите ќе бидеме ставени во една нејасна ситуација, ние ќе треба да правиме мониторинг. Втора работа, ДИК ќе треба да направи распределба на средствата, истиот проблем се среќава и ДИК. Така да се надевам дека ќе се расчисти оваа ситуација до распуштање на парламентот, за да може да имаме фер избор на трка. А не се надевам, убеден сум дека медиумите за време на изборниот процес се однесуваат крајно професионално, бидејќи и во последните неколку изборни циклуси реално нема сериозни прекрашувања на изборниот законник и доколку се појавија некои си прекрашувања, тие беа повеќе од техничка природа или ненамерни прекрашувања заради човечки фактор, значи без никаква намера да се наштети или да се фаворизира некоја политичка партија, така да очекувам и убеден сум дека медиумите овој тренд на професионално известување ќе продолжи за време на овој изборен циклус и граѓаните врз база на информациите кои што ги добиваат од медиумите ќе може да донесат јасна одлука на кого да го дадат својот глас. Колку е важно и политичките партии да бидат на ова ниво на политичка култура, затоа што не е само технички да се исполни законската норма, да речам, за соодветно покривање на политичките партии, туку и она што ќе се преземе како наратив од нив, да соодветствува со едно друго ниво на политички надпревар. Знаете, политичките партии се влезени во една реторика која што не нуди многу визија, туку меѓусебни обвинувања. Се надевам дека кога ќе почне кампањата, односно ако ќе бидат распишани изборите, политичките партии малку ќе го сменат наративот, бидејќи сега повеќе имаме можност да следиме црна кампања и обвинувања, наместо да имаме презентација на собствените програми, односно она што им го нудат на гласачите. Се надеваме дека кога ќе почне изборниот процес, тој наратив ќе биде сменет. Црната кампања не може да се анулира, но да биде сведена на минимум, но и праксата во изборите покажува дека на никого црната кампања не му донела предност, туку тој што ја практикува црната кампања најчесто ги губи изборите. Така да мислам дека учесниците во изборниот процес ќе бидат свесни за тоа и таа црна кампања би ја свеле на минимум. И исто е многу значајно да се пласираат и вистините информации, да се престане со ширење на дезинформации, бидејќи и во изминатиот период и во изборните циклуси бевме сведоци на ширење на дезинформации, кои што потоа се покажаа на суд дека биле класични дезинформација, тогаш би имало обвинувања кон политичарите или кон учесниците во изборниот процес, а потоа подоцна после неколку години во судска постапка се докажува дека медиумите, односно политичките партии кои што стојат за тие медиуми, намерно ширеле дезинформации за политичките противници. Кои се на крај вашите пораки до граѓаните, до самата публика, кога ќе забележи
информирање што е надвор од оние правила? Кога збориме за традиционалните медиуми, граѓаните кога ќе забележат било какви по нив незаконитости, непрофесионално известување, агенцијата стои на располагање. Имаме ние секој изборен циклус отвораме банер избори да се обратат до агенцијата и агенцијата ќе реагира доколку постои законска можност. Ние самите правиме мониторинг, но доколку кога зборуваме правиме мониторинг, си има представа дека агенцијата има капацитет 24 часа целосно. Сите медиуми да Тоа ги е невозможно, тоа е реално невозможно, но ние имаме снимки од медиумите во нашиот систем и она што не сме го забележале, сме го пропуштиле, доколку реагираат дали граѓаните, дали невладени организации, дали учесници во изборниот процес, ние можеме да се навратиме, да провериме и доколку има основа да реагираме. Ви благодарам многу за интервјуто, ќе следиме кампањата и сигурно ќе се видиме потоа за една оценка како поминала. Благодарам.